Интеркултура, интеркултура. Ова е шорткаст од Интеркултура, а мој денешен гостин е Фатмир Битичи. Мирдита, зоти Фатмир. Сие? Мир, фалемдерет. И фалемдерет процес. Благодарам за поканата. Зошто македонскиот народ и генерално неалбанците во Македонија се уште имаат проблем да научат неколку фрази и да ги користат? Еве, една невладина организација, Нансен Диалог Центарот, направи еден разговорник, тој е дури на 4 јазици, значи македонски, албански, турски и српски, и се уште не се користи. Јас сметам дека проблемот лежи во длабоката поделеност, која што низ годините ја имаме како општество, тоест како етнички заедници. Иако морам да признам дека ние бевме очевици на зближување. Последните 7 години имаше одредено зближување и дури ставање во втор план на кој јазик комуницираш и како комуницираш, за да сега гледаме тенденција на разиднување уште повеќе и сметам дека тоа е клучниот проблем. Вториот е дека никогаш не направивме исчекор за да кажеме дека јазикот е еден начин на комуникација и луѓето избираат, прво го имаат правото да зборуваат на својот мајчин јазик, ама избираат кој е најлесниот начин на комуникација, но кога имаш поделени општества, сваќаш дека немаш ни потреба. Пример за ова поделеното општество, јас го велам, почнува од креаторите на политики. Сега во овој момент, на пример, ние гледаме еден обид на власта за да протуркаат низа на закони во образование, во кој што буквално штетата ќе биде далекосежна, уште поголема, затоа што целосно инклузивноста во образовниот сектор го уништуваат, тоест го разиденуваат, а тоа е ако ние некогаш направивме реформи во кое што кажавме дека секој дете има право на образование, на соодветно образование, независно дали е дете со посебни потреби или како што ги викаат деца во редовниот наставен процес, сега они го враќаат моментот на поделба во кое што децата со посебни потреби ги ставаат во специјалните училишта, затоа што сметаат дека го нарушуваат образовниот процес на другите, и сметам дека ова е сршта на проблемот, дури и на тема на која што вие ме прашавте. Затоа што ако едно дете од мала возраст свати дека треба да учи посебно неинтегриран, кој ќе биде мотивот за да се чувствува дел од едно заедничко? И тоа јас го поистоветувам со еден мал пример во образование што прават со децата со посебни потреби, но тоа е и кај другите. Кажете ми еден пример во образование во кое што ние имаме денеска мешани паралелки надвор од приватните училишта, мешани паралелки на различни етнички групи. Тоа е препораката од сите тела на Совет на Европа, да се воведе една училница во која што ќе можат учениците да се мешаат, но еве да речеме тоа не се случува. Од друга страна, имаме зголемена поларизација кога власта инсистира со новите измени во законот за образование, еве химната да се пее, односно да се кажува од страна на сите ученици, а истовремено одредени политички актери пак велат ова не е химна која што не обединува. Мора ли процесот на општествена кохезија да се води низ таков трлим пат? Не, има друга побуда зошто се води низ таков пат. Јас сум поборник на еден друг процес, а тоа е прво треба чувството на припадност и кохезија да го развиеш на друг начин, а луѓето кога ќе се чувствуваат вклучени и во една заедница ќе ја пеат и химната и ќе веат исто знаме затоа што се чувствуваат дел од тоа. Еве класичен пример, македонската фудбалска репрезентација. До пред 8 години тешко ќе видевте еден двајца надвор од етничката заедница македонци кои што играа. Денеска вие и на трибините ќе видите и албанци, и турци, и македонци, и срби, и било која етничка заедница, сите буквално навиваат за тимот на репрезентацијата, а таму пак играат сите подеднакво и даваат голови сите подеднакво, дури се гордеат со знамето кое што го носат. И нема никаков таков проблем, затоа што
е создадена одредена кохезија. Вие имате образовен систем кој што продуцира најлоши резултати некогаш, па очекувате луѓето да се поистоветуваат. Не, нема да се поистоветуваат. Истите тие деца кога ќе отидат во Словенија, во Франција или Германија да студираат, многу лесно ќе се поистоветуваат дури и со државата во која што живеат, затоа што они им ја даваат таа можност кој што овде некој им ја уништува. И затоа сметам дека ни престои навистина сериозен период во кој што веројатно се враќаме на фундаментите како се постигнува кохезија во едно мултиетничко и мултикултурно општество. Вие бевте и вице-премиер за економски прашања, но и застапувач токму на општествената кохезија. Премиерот во неколку наврати кратко изјавува: сега ни е важно да се концентрираме на економијата, еве имаме раст, добро ни оди, дајте овие прашања кои што не раздвојуваат или кои што не поларизираат, за кои што имаме различни ставови, и тоа се прашањата нели на човековите права, правата на заедниците, да ги оставиме на страна, па ќе ги решаваме отпосле, или уште полошо ги поврзува со прашањето на безбедноста. Таков ли треба да биде, да речеме, пристапот? Па не, водењето на државата не е водење на компанија. Една компанија може да зборува, да кажува ќе работиме само да го зголемиме профитот, не интересира ништо друго. Државата има мултидисциплинарни дејности и мора со се да се занимаваш. На крај на денот не ти треба економскиот успех ако ти ги снема фундаментите на што во една држава треба да имаш. Сметам дека ставањето под тепих на низа на прашања кои што се фундаментални за постигнување на кохезијата не ги решава проблемите. Впрочем, ние 30 и некоја година се обидуваме да сите прашања ги ставаме под тепих, а тоа се причините за поделбата кој што може денеска да ја видиме, за малиот развој кој што го имаме како држава, за сиромаштијата кој што владее од секој еден аспект, и од аспект на сиромашни од воспитани, сиромашни едуцирани или образовани и сиромашни од економски аспект. И затоа сметам дека едно е да зборуваш, а друго е да правиш. Јас за жал имам доволно години за да знам што се случуваше и во 90-тите и 80-тите години и 2000-та година. Очевидци сме на повик за уште поголемо разединување на општеството, а тоа нема да доведе резултат под превезот дека некој нешто земал од другиот. Класичниот пример неделава што се случува е повик на социјалните мрежи, повик на бойкотирање на одредени компании, купување во одредени компании, кои што сметам дека навистина е поразителен како општество. Јас сум имал среќа да живеам во општество, тоест во средина во која што сум бил прифатен, а не било чиста средина во смисол како некои обичаат да ја кажат, чиста од друга средина. Значи, јас сум бил малцинство во македонска средина, но сум бил добро прифатен. Ние наместо да продолжиме да развиваме едно општество кај што луѓето ќе се разбираат од други поводи, ние се обидуваме да вратиме и да кажеме ова грудка земја на кој повеќе припаѓа или на кој помалку припаѓа, и кој има повише и кој има помалце заслуги. Сите имаме соодветна заслуга, и позитивна, ама и негативна. И денеска ако излеземе и видиме дека е нечисто, сите имаме заслуга затоа што сме самите причинители на тоа што е нечисто, зашто никој од нас не посегнува да исчисти надвор од својот двор. Има една тенденција, да речеме, овие неколку месеци, да кажеме, од една страна да се расчистува со криминалот, еве, условно ќе го поврземе со најекспонираните представници на партијата ДУИ, а од друга страна да кажеме воедно и дел од политиките на остварување на повеќе права не само на албанци, но останатите заедници, кои што не беа само од ДУИ, кои и другите партнери во власта, исто така да се тераат као паралел слалом во две паралелни линии. Дали е тоа добар процес така да се тераат политиките, затоа што се мешаат аргументите за едното и за другото, или треба тоа на поинаков начин да се третира? Јас сметам дека ние мораме како општество сите да еднаш за секогаш навистина кажеме дека нема компромис со борбата против корупција и организиран криминал. Независно кој е. И независно од која политичка партија или пак од етничка заедница. Но стигматизирањето на едниот наспроти другиот
дека овие се покриминални наспроти другите, а во суштина знаеме дека тоа не е така, не е реална и не е очигледна борба против корупција и организиран криминал, туку можеби има одредена скриена агенда. Еве, ја нема да кажам, но мислам дека времето сето тоа ќе го каже. А тоа е со неспремност на вистина целосно да се справиш со корупцијата и организираниот криминал, туку повише шо него справување, затоа што справувањето можеби ќе треба да го почнеш од своите редови, а тоа е секогаш болно, независно која политичка партија е на власт. И затоа сметам дека ова што се прави е обид за дефокусирање на јавноста од реалните проблеми. Или можеби токму испорачување на тоа што одредени етнонационалисти сакат да го постигнат. Ние имавме кампања која што наликуваше и времето ќе покаже дека беше јако националистичка кампања во која што вие употребувате еден збор кој што може да се толкува на различен начин, но кога ќе кажете горда Македонија за една етничка заедница, сметам дека другите се чувствуваат дека треба да се помалку горди, затоа што значи гордоста. Ова не е играње и теорија на игри, па кој добива и кој губи. Одземањето на едниот одредено право го правиот другиот можеби погорд затоа што гледаш овој другиот му одзема нешто што он го добил, а он се чувствувал погорд со тоа право што го имал. И на пример еве класичен пример за не знам дали сум го коментирал за балансерот. Не е укинувањето на балансерот проблемот. Балансерот е алатка, но укинувањето на правото на истакнување на етничката припадност при вработување е враќање назад. Еве, оставете ги двете најголеми заедници, македонците и албанците. Како ќе се чувствуваат ромите, турците, србите, власите, сите помали етнички заедници со тоа што малку или воопшто не се застапени. Како они ќе го искористат правото да бидат составен дел од сите процеси, затоа што едноставно ти викаш сега е битно граѓанинот на прво место. Дали очекувате дека ситуацијата ќе се подобрува во смисла добро беше кампања, во кампања сите реторики се изострени, ќе следи ли да речеме период на намалување на конфликтноста или очекувате дека ќе ни стане полошо пред да почне да ни станува подобро? За жал, ние завршивме еден изборен процес, но веќе влеговме во втори изборен процес, а тоа се локалните избори и мислам дека не би требало да очекуваме намалување на овој вокабулар, затоа што двата најголеми претендента за добивање на изборите немаат што друго да понудат освен таа тема. И тоа ќе биде единствена тема која што ќе ја гледаме наредниот период. Од една страна политичката партија која што очигледно вели дека им се зема власта иако се победници, а тоа е ДУИ наспроти Влен, нема друго што да понудат на граѓаните, па ќе идат на темата. Гледате како ВМРО ни зема се и албанците ги врати пред 2000 година, па ние мораме да го вратиме нашето. ВМРО ќе рече овие не треба затоа што гледате што ни направија, па ќе продолжа со истиот наратив и затоа мислам дека барем до локалните избори немаме да имаме промена. Јас само се плашам како граѓанин и стравувам да не во одреден момент пред локалните избори излезе од контрола сето тоа, затоа што имаме групи, ние тоа го гледаме на социјалните мрежи, имаме групи кои што нелесно се контролирачки и тие не знам кој се може и како може да ги усмери на правилен начин да се однесуваат наредниот период. Еве како родител, ја на моите деца им велам бидете предострожни, пазете, затоа што не знаеш што ќе донесе. За жал, сметам дека тоа ќе биде наредниот период, доста предизвикувачи кај сите нас кои што вистински ја сакаме татковината, а не политички. Ќе биде предизвикувачки да видиме како ќе се справиме со целата оваа ситуација. Фалимдерит. Фалимдерит, благодарам уште еднаш за поканата. Интеркултура.